драги ученици, доброdoјдовте во училница на македонски јазик. Предмет македонски јазик, 4 оделение. Наставна содржина за денес, забавна традиција. Што подразбираме под забавна традиција? Ќе видите во следново видео. Самиот збор забава ни кажува колку забавен ќе ни биде часот, а зборот традиција ни кажува дека ќе се сретнеме со зборови и поуки од традицијата. Како што гледате, имаме гатанки, брзозборки и поговорки. Најпрво имаме техника збора на идеи, каде што на екранот го прикажуваме зборчето гатанки. Ова ни е најбрза техника каде што многу лесно се доаѓа до идеи без претходно некоја голема подготовка. Че покрај зборот гатанки вие треба да размислувате како и што се поврзани зборовите со гатанки, кои зборови всушност се поврзани со гатанки. Пример имаме какви гатанки имаме. Имаме кратки гатанки. Потоа имаме пример народни гатанки. И исто така имаме и забавни гатанки. Гледате дека имаме повеќе видови на гатанки. Потоа одиме со што е тоа гатанка. Гатанката е народна умотворба која се состои од прашање и одговор. Прашањето е представување на предметот или појавата која треба да се погоди со одговорот. Активност, ајде да погодиме. 3 месеци е празно, а 9 полно. Што е тоа? Училиште. Така е. Одиме со следната гатанка. На 2 стебла вити, тенки, израснале 5 гранки. Што е тоа? Ајде размислите малку. Што би можело да биде? Раце и прсти. Така е. Одиме со следната гатанка. Секогаш седи в куќа, а пак е влажен. Ајде размислите. Што е тоа? Полжа. Ете така. Видовте колку се интересни гатанките, че најпрво се чита дадениот текст, потоа се размислува и се погодува. Ќе се запознаеме исто така и со брзозборки. Брзозборки се кратки песни, што се кажуваат многу брзо и доста интересни. Може дома да ги кажувате, за да ви биде и поинтересно. Еве имаме една брзозборка. Бел петел, бела пепел претраше. Најпрво ќе ја прочитате еднаш, а потоа треба да ја повторите 3 пати. Бел петел, бела пепел претраше. Бел петел, бела пепел претраше. Бел петел, бела пепел претраше. Ако се сгреше, значи, ако се има надпревар, ако се сгреши, оној кој што ќе сгреше, ќе излезе од игра. Следна исто така, брзозборка, ние петконаш, големаш, фатил гувче, заопаш. Ќе ја повторам 3 пати. Петконаш, големаш, фатил гувче, заопаш. Петконаш, големаш, фатил гувче, заопаш. Петконаш, големаш, фатил гувче, заопаш. Следната е лош кантар, катран мереше. Лош кантар, катран мереше. Лош кантар, катран мереше. Лош кантар, катран мереше. И следна имаме фатив слон и сом на сон. 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 Ете, видовте колку е интересно и брзо треба да се кажат. Потоа следуваат поговорките. Со поговорките се искажува некоја народна мудрост. Преку нив се изразува длабока мисла за човекот, работата, животот, пријателството и се она што не обкружува. Со поговорките најчесто се изнесува критика, суд, за на крајот да се извлече и главната поука. 2 петли на едно буниште не може да пеат. Потоа, долга коса и краток ум. Имаме следна. Водата и огнот пријатели не стануваат. Другата е мрзата е краста. Ајде да ги повторите вие.
поеднаш поговорките. Ето така. Продолжуваме со волшебниот збор. Ова е текст каде што ќе го прочитам па да видиме на крајот која поговорка ќе ја добиеме од самиот текст. Мајка му готвеше руче, а Емил стоеше покрај неа. Му замириса нешто убаво и рече: "Дај ми да јадам, гладна сум." Таа не му одговори и не го погледна. "Дај ми да јадам, многу сум гладен," и викна со посилен глас. Мајка му луто му рече: "Кој си ти? Оди си од тука, не те познавам." "Јас сум твојот син Емил, дај ми да јадам." И рече зачудено: "Ти не си мојот син, не те познавам. Оди си." Му рече таа и му ја затвори вратата. Емил почна да плаче. Го слушна татко му и го праша: "Што му се случило?" "Мама не ме сака. Ми рече дека не ме познава. Не ми дава да јадам. Ме истера надвор," рече Емил. Татко му се замислил: "Ама зошто Емил?" "Чекај, Емил, знам зошто. Па ти не си кажа еден волшебен збор." "Затоа не те сака." Емил се замисли. "Еден збор? Знам кој е тој збор," рече и истрча во кујната. "Те молам, мамо, те молам, дај ми да јадам." Мајка му се насмеала и рече: "Гледај, ова е Емил," и веднаш му даде да јаде и го послужи со колачиња. Значи, на крај ја извлекуваме поговорката "Убав збор железна врата отвара", каде што Емил се замолува на мајката за да добие јадење со зборот "Те молам." За домашна задача имате да напишете по 5 гатанки, 5 брзозборки и 5 поговорки. Самооценување. Самооценување значи каде што вие треба самите да се оцените. Во прилогот во табелата ви се поставени прашањата: што научив, што ми беше лесно за совладување и на кои потешкоти наидов и како ги надминав. Сам, со помош на другарчето, со помош на наставникот, родител или некој друг. Значи треба во следните празни полиња треба да ги потполните. Благодарам